Добар, убав и среќен ден, драги наши пријатели на Вкусот на традицијата. Ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково, каде што со нашиот тим на Вкусот на традицијата, тимот на Златно буре Кучково, се подготвивме за вас за новиот рецепт на денот. Токму, овој рецепт е некоја символика за пролет, за лето и се вика турли мусака, затоа што е како мусака, но не е стандардната, класичната мусака. Малку е современето овој рецепт, добро се досетиле домакингите искусни, го обогатили и направиле од него навистина прекрасен, богат, празничен ручек. За да го направите овој специјалитет турли мусака, вас ќе ви бидат потребни 800 грама компири, уште побаво да се млади. Понатаму ќе ви треба 400 грама пилешко месо, поточно пилешки гради, пресечено на покрупни долги ленти. 250 грама печурки. 4 до 5 чешниња лук истолчени во маслиново масло. Половина китка Макдонос. 250 грама боранија, 4 јајца, една супа, јас можам да се олеснам работата, една супа од печурки само мастрафот, значи од кесичката, 700 мл неутрална хопла за готвење, масло по потреба, од зачини ќе треба црвен пипер, ќе треба малку мешан суп зеленчук, сол, малку оригано, бибер и буковец. Да преминеме на работа. Сега ќе ја ставиме најпрвин боранијата да се издинста. Боранијата нека си се динста така на загреано масло. Сега ќе ги ставам и плешките после кога ќе го фати првиот, значи врелец, ќе го ставам пилешкото месо и печурките и зачините. Во меѓувреме ќе ги насечкам компирите, како за мусака. Верувам дека сите домакинки, да ви кажам вака по дома, си ги сечкаат компирите. Сите! Ова се малку се пропржува, не треба многу, заради тоа што ќе се крчка сат и половина најмалку. Сега можам другите веќе и директно овде, додека боранијата се пржи, ќе ставам масло на тавата, доле, и ќе ги редам компирите, што се веќе исечени. Можете и најситните доле, а може и како ви доаѓа така. Па нема да имаме оценување. Ајде така. Сега ќе го ставам месото внатре. И тоа да се пропржи. И печурките веднаш ќе ги ставам. Значи, ова е филот на турли мусаката. Предпоставувам дека турли му е дадено името, дека има повеќе видови на зеленчук. Не е само со компир. Еве, сега ќе ги насечкам и печурките веднаш. И тие ќе си пуштат водичка.
и убаво ќе се динстат во своите сопствени сокови. И така на покрупни парчиња. Супер. Сега ќе чекаме да се испржи филот. Да се издинста и испржи. Еве, убаво си се динстат, сега ќе ги ставам за чините. Ќе ставам прво сол. 1 кафена лажичка ќе биде доволна. Отимаме многу зајре. Исто така половина кафена лажичка мешан сув зеленчук. Малку буковец. Половина кафена лажичка бибер. Така. Малку орегано. Исто половина лажичка. Така. Макдоносот. Сега ќе ставам и црвен пипер и лукот ќе го ставам. Црвен пипер, 1 кафено лажиче. Така. И лукчето. Најважниот момент во турли мусаката е лукот. Нека има и тоа многу нека има лук. Без лук како ништо да не сте направиле, ете така е, да знаете. Конкретно за ова јадење, ако нема лукче, и мислам дека му е доволно, ќе го исклучам веќе. Го имам првиот ред на компирот. Сега ќе се потрудам барем до некаде да е исто, нели, во однос на мевцето, печурките, а и да не е ништо страшно. Ете така. Ставам малку боранија. Супер. Леле мирисање. Сега ќе ставам втор ред. Ајде тие ситните да ги изнаредам тука. Овие другите за одоскора. Сега и останатиот дел од филот ќе го ставам внатре. Сега ќе го пуштам повторно. Ринглата ќе ја пуштам повторно. Само малку да ја стоплам течната павлака.
тука ќе ја ставам супата од печурки, ќе промешам. Само да добијам една убава смеса, хомогена, за да можам да ја прелијам мусаката. Оваа мусака ќе ја печете затворена. Пред самиот крај ќе отворите. Така. Само малку да се затопли, значи не треба да врие. Можам и со дрвената лажица. Така. Сега ќе го изедначам ова. Готово е. Така. Ова има да биде ручек за мерак. Така. И ќе притиснете така убаво. Еве, таман си е дозата за компирот. Ај, вака ова да го направам. Ајде, така. Супер. Сега, ќе го прелијам од озгора. И ќе го ставам во загреана рерна на 220. На 220. И кога ќе слушнам дека ќе почне да крчка, тогаш ќе ја намалам на 200 и на 200 степени да се крчка уште најмалку 1 час. Најмалку 1 час. А потоа, пред да извадиме, сега. Сакам да ви напоменам, јајцата можете да ги ставите, а и не мора. Значи да знаете. Тоа е поличен избор. Има луѓе кои што не сакат јајца од озгора. Значи можете и само вака да испечете и ќе биде прекрасна. Малку да истресам. Така, таа кога ќе почне да крчка, филот и хоплата, тоест течната павлака со супата, таа ќе си навлезе секаде внатре. И ќе ставиме јајцо од озгора. Останете вие со нас, кога ќе испечеме, ќе ја послужиме на трпезата и заедно ќе ја пробаме. Значи, оваа прекрасна тава, тоест турли мусака, верувајте дека е одличен избор токму за ова време да направите. Ајде сега да си црпнеме, леле, богата колку е. Значи, со цела е кремаста, така. Еве, погледнете. Леле. И горе ги ставивме јајцата. Чади. Штубаво и цела е. Така нема. Да, има. Не. Таман си е, значи, испечена, искрчкана, таман. Ајде да ја видиме. Леле убавина. Мевцето се распаѓа. Ме интересира вкусот. Прво нешто што ми е важно. Фантазија. Леле каков вкус. Браво. Значи, овој вкус заслужува аплауз. Ова е нешто невидено добро. Колку ми се допаѓа. Направете и вие, драги мои, оваа тава. Затоа што ќе уживате во тој вкус и ова ми делува
значи како една вистинска украсна тава за трпезата. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. Останете ми здрави, живи, добри и среќни. И знаете како велат? Кога се станува пеперутка? Пеперутка се станува кога ќе умре гасеницата во тебе. На здравје! Thank you.